не стави. Да, еве продолжуваме во студиото со уште еден разговор со кој што најавуваме нешто кое што не очекува ова недела, поточно во четврток на 15 јуни, традиционално во градскиот парк. Сите оние кои што еве и се дел од публиката на концертите во Македонска филхармонија ќе бидат веројатно и таму во градскиот парк на традиционалниот концерт наречен Животот е убав, и кога зборуваме за сите убавини кои што ни ги нуди животот, се разбира дека музиката е составен дел од сето тоа. Ќе видиме што се, односно ќе слушнеме што се ќе биде на репертоарот на самиот концерт и во што се ќе има можност македонската публика да ужива. На оваа тема во утринската телма зборувам со директорката на Македонска филхармонија Тина Иванова, која што е во нашето студио. Добро утро. Добро утро, добро ни дојдовте. Се видовме пред известен временски период кога најавувавме нели сезоната и сето тоа кое што е дел од програмата на Македонска филхармонија, која што се покажа како доста успешна, со голем интерес од публиката, барем од она кое што досега го има можност да го чујат и видат гледачите, поточно оние кои што се дел од концертите како публика. Останува уште до самиот крај, но сметавме дека ова може да биде повод за уште едно гостување, бидејќи се работи за традиционален концерт, особено кога имаме убаво време, се надеваме дека ќе биде така да се ужива во сето тоа кое што ете и го имате објавено, но и за кое што ние ќе зборуваме во продолжение. Да, па ова е практично крај на сезоната, иако ние официјално ја затворивме во мај. Оние концерти од после кои што се случуваат се на некој начин оддишка. Концертот во парк и за нас како институција и за самите музичари, знам дека и за публиката е еден од најубавите концерти. Прво затоа што е под отворено небо, второ не се плаќа билет, убава атмосфера е навечер во природа и се разбира најважното секогаш одбираме програма која што ќе ги задоволи сите профили на слушатели, сите генерации на луѓе, затоа што знаете во парк доаѓаат и намерници и ненамерници и случајни минувачи. Да. Така што гледаме програмата да ја адаптираме баш за сечи вкус, а сепак да биде квалитетна и да го задржи нивото на самата институција. Така што се радуваме на овој концерт многу, го чекаме со душа. И еве да го најавам, значи во четврток со почеток во 21 часот ќе се случи концерт насловен Животот е убав. Насловот произлегува од филмот Лавита е бела. Значи се подразбира дека станува збор за италијанска филмска музика. Направивме една многу интересна програма, еден спој на филмска музика од италијански филмови од 60-тите години па наваму, некаде до 90-тите. Диригент е нашиот драг пријател, кој што веќе соработувал со нас, маестро Миријан Хухунаишвили од Грузија, кој што е веќе тука, пробите се почнати, така што се надеваме на убав концерт како и секоја година. Да. Оно кое што не можеме да го предвидиме се временските услови, односно на кои што не можеме да влијаеме, но само ќе се надеваме дека ќе не послужи времето, па ќе имаат можностите тие кои што ќе бидат на отворено во градскиот парк да уживаат онака како што е замислен концертот. А кога зборуваме за италијанска музика и за музика од италијански филмови, ми се чини дека нема човек кој што не ужива во истата, и затоа многумина ќе се согласат со мене дека е погодок овој период со ваков концерт и со ваква музика. Може да кажеме дека на програмата се омаш на Федерико Фелини, суита од филмот Кум, љубовна тема од филмот Ромео и Јулија и музика од Јулија и духовите и така натака. Оние кои што се заинтересирани може това да го прочитаат и на сајтот на Македонска филхармонија, и нешто што има традиција заради тоа што и има интерес. Кога станува збор за организација на ваков настан, вие како институција нормално сте навикнати и тоа и задачата на самата институција да се организираат концертите внатре во филхармонија, но кога се организира настан или концерт на отворено, тогаш веројатно и самата организација и потребите за истата се поинакви. Од ваш аспект или од оваа позиција, колку сметате дека е предизвик тоа и за сите кои што се изведувачи, но и за филхармонија? Па голем предизвик е, меѓутоа ние сме веќе навикнати, сме обучени, како да кажам. Сите ние кои што работиме во филхармонија знаеме како се организираат вакви настани, затоа што повеќе од 20 години сме надвор. Овој концерт е така околу 20 на години. Ги знаеме сите ризици и знаеме како да се справиме со тоа.
Имаме добра екипа и надворешна и внатрешна, така што немаме проблеми околу организацијата на овој настан. Соработуваме и со град Скопје и доскоро всушност и град Скопје и финансиски не поддржуваше, освен изминатите 2 години од град Скопје не добиваме поддршка. И во овој контекст сакам да напоменам дека зошто всушност оваа година се одлучивме за италијанска музика и ваков тип на италијанска музика. Затоа што годинава се одбележуваат 30 години дипломатски односи меѓу Италија и Македонија. И голема помош и поддршка ни дава италијанската амбасада во Скопје и Италијанскиот институт за култура со седиште во Белград. Така што без нив ние практично овој концерт и немаше да го реализираме, заради тоа што средствата за овој концерт се навистина мали, а концертот е мултимедијален. Значи, освен оркестарот на Македонската филхармонија, ќе има и двајца солисти и диригент, ќе има и видео, на кој што ќе бидат прикажани инсерти од филмовите чија музика ќе се изведува на големи платна и светла кои што ќе бидат во духот на италијанско-македонската соработка. Јас се надевам, пак ќе кажам дека времето ќе не послужи, дека се ќе помине во најдобар ред. Единствено, тоа би било сега пречката да не го одржиме евентуално концертот. Да. Но ако има, нели, кога човек има желба, веројатно дури и да има можеби малку некоја одредена временска неприлика, верувам дека тоа нема да ги спречи сите оние кои што имаат желби, кои веројатно се и гости и во минатите години токму таму да бидат. Да, знаете како ние малку македонците сме малку специфични, гледаме и во парк родителите кога ги носат децата, ако врне малку си одат дома, во Европа и во светот секаде сите концерти кои што се одржуваат на отворено, а ги има такви многу и особено такви на класична музика, луѓето доаѓаат со чадори, со чизми, си поминуваат најубаво на свет. И немаат никаков проблем. Немаат. Да, може би ќе земеме пример, па малку ќе се прилагодиме и ќе станеме малку по-прилагодливи на тоа кое што не можеме да го промениме, во случајот времето во моментот во кој што се соочуваме. Ќе се навратиме, ќе го искористам вашето гостување тука за да позборуваме за колку и како сте задоволни од тоа како досега се одвива сезоната која што нели веќе трае во филхармонија, односно веќе ќе се ближи кон крајот, нели, пред почетокот на летото, и што е тоа кое што смитате дека остава најголем впечаток од нели целокупната програма и репертоар кој што ги имаше оваа година, и можеби планови за она кое што не очекува по летото, поточно следната сезона. Па јас се надевам и оркестарот на Македонската филхармонија сме навистина задоволни од тоа како се заврши оваа сезона и во однос на програма и во однос на посетеност на нашите концерти. Имавме навистина прекрасни концерти и пак ќе кажам, не знам колку пати се повторувам, нашите концерти се ексклузивни затоа што се случуваат еднаш и нема реприза. За разлика од театрите или Македонската опера и балет, каде што ако не отидеш еднаш, можеш да отидеш друг пат, кај нас е баш ексклузива. Секој концерт носи различна програма, различни солисти и диригенти и добро е да се биде на местото на настанот и да се биде сведок. Имавме грандиозни проекти, имавме концерти со капитални дела, но и концерти на кои што се изведоа и современи дела. Практикуваме да правиме една убава фузија меѓу современиот звук за да бидеме во чекор со времето и со се она што се создава денес. Меѓутоа, секако не ги забораваме капиталните дела кои што се столб на класичната музика. Така ќе продолжиме и од септември. Не чека, после концертот во парк, не чека едно многу интересно гостување, практично во рамките на иницијативата Open Balkan на 24 јуни. Ќе гостува Белградска филхармонија со најголемиот диригент на сите времиња, маестро Зубин Мехта. И тоа ќе биде, мислам дека, историски настан. Потоа гостуваме во Црна Гора и во Дубровник со маестро Боријан Цанев и пианистката Марија Ѓошевска. И потоа одиме на заслужен одмор и од септември веќе имаме готова програма до крајот на годината, која што знам дека ќе донесе нови предизвици и интересни мигови. И нас програмата всушност за 2024 ни е спремна. И следната година славиме 80 години јубилеј, што не е мала бројка за една институција. Прва основана по војната и прв национален музички оркестар во Македонија и мислам треба сите да сме горди
координа таа бројка. Да, согласувам и тоа ќе биде еден исто добар повод да и со почетокот на следната сезона на Утринска на филма се видиме повторно и да може да ги представиме сите оние планови, односно веќе програмата која што ја имате, а тогаш ќе биде обелоденета. Кон крајот би сакала да споменам еден исто важен момент кој што воопшто не е за занемарување, напротив е за пофалби и тоа така треба да продолжи. Тоа е и минатиот пат зборувавме за едукацијата на најмладата публика. Одлична иницијатива која што ја има Филхармонија, бидејќи факт е дека најмладата публика треба да се запознава токму со музиката која што се изведува во Филхармонија и тоа е една култура која што треба да се учи од најмлади нозе, за да понатака премине и во навика, но и во љубов кон музиката. Што значи да градиме една иднина во најмладите генерации кои што понатака ќе се разбираат во тоа што е квалитетна класична музика и каков треба да биде нивниот стил на живење, што во денешно време не можеме да кажеме дека е така, но ако ја креираме иднината, тогаш имаме големо влијание ако зборуваме за едукацијата. Така е, ние освен што сме уметничка институција, сме на некој начин имаме и одговорност да бидеме образовна институција, односно од едукативен карактер, а токму детските концерти се тоа, мораме да мислиме на идните генерации, особено затоа што сакаме да дадеме нешто што во школите, во училиштата и во образовните установи не се изучува. И се она што е надвор, исто така во контекст на едукација, е многу поволно за растење и нормален развој на децата. Ние правиме детски симфониски концерти, тоа е наша редовна програма во текот на годината, меѓутоа правиме и музички работилници. Имаме една музичка работилница која што ја формира, идејата за таа работилница всушност се роди минатата година и до сега се изведува многу концерти. Групата е Металковци, станува збор за лимени дувачки инструменти кои што ги водат децата низ една многу интересна приказна. И исто така формиравме едно катче, детско катче, насловено Детска филхармонија, во кое што децата ќе имаат можност да се едуцираат за музиката, за класичната музика и истовремено да цртаат. Тоа ќе биде еден проект со интерактивни работилници и ќе имаат можност да го нацртаат се она што го слушнале и го виделе во рамките на таа работилница. Веќе одржавме една работилница во тој простор, се оваа недела следуваат уште две и од септември сакаме тоа да го направиме во континуитет и се надевам дека ќе донесе продуктивност. Да, и мислам дека тоа на училиштата навистина им е потребно. Ако зборуваме за децата во школска возраст, бидејќи таа е возраста каде што веќе може да разбираат за жал не можеме ние како институција, можеме поединци, можат да ги посетуваат и градинките и школите, меѓутоа како институција не можеме да гостуваме толку често, но затоа нашите врати се широм отворени, нашите проекти се тука и се добредодени сите деца кои што сакаат. Ќе имаме, само да напоменам, проект за мајки и за бебиња. Така што тоа на некој начин ќе биде музичка работилница и за децата, но и за родителите. Одлично. Се радувам овие новитети, а верувам и нашите гледачи и оние кои што се ваша редовна публика. Ви посакувам успех во понатамошната работа и заедно ги покануваме оние кои што не следат, оние кои што веројатно и се информирани и ќе бидат во четврток во градскиот парк да уживаат во традиционалниот концерт Животот е убав и италијанската музика од оние филмови делови кои што ги споменавме. Да. Ви благодарам за гостувањето и за тоа што секогаш и позитивно одговарате на нашата покана, но ја имаме нашата соработка да може и преку Утринска на Телма да им подаруваме билети на нашите гледачи за концертите кои што ги имаме. Да, за овој концерт билети нема. Да. Влезот е бесплатен. Така е. Сите се поканети. Сите се поканети и знам дека ќе уживаат. Навистина музиката е прекрасна. Ќе уживаме сигурно и веројатно ќе има и впечатоци, импресии после тоа, па ќе може и да си ги споделите или со вашите најблиски, а доколку има некои видеоинсерти, може и ние да ги споделиме во Утринска на Телма. Продолжуваме ние понатаму од она кое што го проследи нашата камера, поточно Марија, тоа е мюзиклот Мала сирена, кој што е мюзикл за деца и младенци, а беше премиерно изведен во киното Фросина во Младинскиот културен центар. Што забележа Марија таму, ќе видиме во следните минути.